Очекуваниот ребаланс на буџетот ја враќа во живот македонската филмска продукција, изјави денеска од Штип министерот за култура Зоран Љутков. Со ова се создава реална можност, рече Љутков, за повторно снимање и на домашни телевизиски серии. Во 25-та година со ребалансот на буџетот се предвидени некаде околу 145 милиони денари поддршка за македонскиот филм, а од 2026 година со измени на закон филмот конечно ќе добива 3% од игрите на среќа, што се дополнителни средства за кои што мислам дека ќе бидат доволни во текот на годината за македонската продукција на филмови, не само за филмови, бидејќи она што го ветив и јас како министера, го ветивме и како влада од 2026 преку Агенција за филм ќе дадеме поддршка и на домашните телевизиски серии. За првиот човек на Македонската агенција за филм, Сашо Мицевски, важен е уште еден дополнителен извор на приходи. Она што е многу побитно е 3% од игри за среќа од целокупниот приход ќе се вратат на филмската дејност, кој што ќе се реши цел деценијски проблем, кој што премногу ги засегаше филмските работници, заради кој што имаше нагли намалување на буџет и не дозволуваше македонскиот филм да оди напред. Министерот не ја откри висината на парите наменети за реализација на проектите за археолошки истражувања, но посочи дека од година во година истите се зголемуваат. Секоја година го зголемуваме буџетот за археологијата, така и оваа година со ребалансот на буџетот во Министерството за култура ќе се зголемат средствата. Се разбира дека поголемиот дел кој што ќе се обезбедат во 2026 година. Денешното снимање на филмски сет во близина на Штип како дел од филмот на авторката Тамара Котеска, како и фактот дека во моментот се снимаат уште 2 филма, е пример дека предстојат подобри денови за македонската филмска продукција.